ова издание, зголемување на бројот на заразени во повеќе сојузни држави низ САД, во некои од нив се враќаат рестриктивните мерки. Луѓето со африканско и азиско потекло имаат поголема веројатност да починат од COVID-19 доколку бидат инфицирани. Како и кога полицијата користи софтвер за препознавање на лица и колку често компјутерот може да погреши. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Почнуваме веднаш со најновите вести. САД и Индија се меѓу државите каде бројот на заразени нагло се зголемува поради што властите почнаа со враќање на рестриктивните мерки со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Во САД, сојузните држави Флорида, Тексас, Калифорнија и Аризона имаат најголемо зголемување на бројот на инфицирани. Членови на Конгресот повикаа на истрага, а председателот Доналд Трамп изјави дека не бил брифиран за извештаите дека руска воена разузнавачка единица им нудела награди на талибанските милитанти во Авганистан за убиства на американски војници. Разузнавањето само ми соопшти дека не ги сметаат за веродостојни овие информации и затоа не ми ги соопштија, рече Трамп. Едно од барањата кои што произлегува од протестите низ САД е на полицијата да и се забрани користењето на софтвер за идентификување на лица. Според некои истражувања, веројатноста да бидат погрешно идентификувани е 100 пати поголема кај луѓето со потекло од Африка и од Азија. Дејана Мичел има повеќе. Microsoft неодамна објави дека нема да им ја продава технологијата за препознавање на лица на полициските одели во САД, барем се додека не постои федерален закон кој ќе ја регулира оваа проблематика. Претходно технолошките гиганти како Амазон најави ограничување на плановите за продажба на вакви технологии, како одговор на антирасистичките протести низ цел свет по смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд. Според критичарите, софтверот за препознавање на лице има недостатоци. Не успева или погрешно ги идентификува жените, младите луѓе и луѓето со потемна кожа. Кај азијатите и афроамериканците има до 100 пати поголема веројатност да бидат погрешно идентификувани за разлика од белите луѓе, според Вашингтон Пост. Воедно постои загриженост за нарушување на приватноста. Тоа ќе ги одврати луѓето да ги користат своите права од првиот амандман, како правото на собирање. Нема да можат без страв дека се под надзор да се здружуваат, да одат во болница или во верска установа. Контроверзиите околу препознавањето на лице не се нови. Комисијата за надзор и реформа на представничкиот дом минатата година ја испитуваше употребата на технологијата за препознавање на лице од страна на владини и комерцијални субјекти. Во најмала рака, Конгресот треба да донесе мораториум за полициска употреба на технологиите за препознавање на лице, бидејќи можностите за злоупотреби се големи, особено за маргинализираните заедници. Сан Франциско стана првиот американски град кој забрани полицијата и другите службени лица да ја користат оваа технологија. Илиноис има закон кој налага компаниите да добијат писмено одобрение пред да ги прибираат биометриските податоци. Оваа технологија погрешно идентификуваше 28 членови на Конгресот на САД. Навистина може да биде злоупотребена од владите. Владите од цел свет веќе започнаа да ја користат. Австралија инвестираше во национална биометриска база за податоци за лица. Во Велика Британија има зони за препознавање на лица. Кина ја користи за да следи скоро се, дури и како алатка за секојдневни задачи, како што е дистрибуцијата на тоалетна хартија до јавните тоалети. И не заборавајте, Apple има функција за отклучување на најновите iPhone-и. Некој како Брус Хансон, кој има компанија што користи биометриски податоци, вели дека тоа нема да исчезне. Секако дека треба да се истражи како се користат овие технологии, но да се ослободите од нив е како да се ослободите од интернет, бидејќи може да се злоупотребува. Но едно е јасно, ако технолошките гиганти се повлечат, одговорноста и надзорот ќе паднат на законодавците кои треба да одлучат каква технологија ќе се користи во САД. Извештај на британската влада покажува дека веројатноста да починат доколку бидат инфицирани со COVID-19 е 50% поголема за луѓето со африканско, азиско и друго етничко потекло. Хенри Риджвел од Лондон јавува дека научниците се уште немаат одговор на прашањето зошто е тоа така.
Во извештај на владината агенција Јавно здравје на Англија се вели дека луѓето со потекло од Бангладеш се најранливи со двојно поголем ризик да починат поради COVID-19 отколку белците во Велика Британија. Кај оние кои се со кинеска, индиска, пакистанска или друга азиска етничка припадност, како и луѓето од Карибите или од друга црна етничка припадност, ризикот од смрт е поголем од 10 до 50%. There is much more work to do. Треба уште многу да се истражуваат овие фактори на ризик. Ние сме апсолутно решени да одиме до крај и да најдеме начин да го затвориме тој јаз. Наоѓањето е на линија со слични студии од САД и Финска. Ова не е уникатно за Велика Британија. САД утврдиле дека повеќе луѓе кои припаѓаат на заедницата од небело потекло се погодени од оваа болест. Значи, ова сугерира дека тие лица може да имаат генетска предиспозиција, што ги прави подложни на болеста. Други научници веруваат дека причините се во општествената нееднаквост и културните разлики. Социјалниот статус, начинот на кој овие луѓе се пренаселени во повеќе генерацијски населби и целокупната изложеност на групата во заедницата. Амер Аван, кој е со пакистанско потекло, го загубил таткото поради COVID-19. Тој верува дека културните разлики се виновни за повисоките стапки на смртност. Има браќа и сестри кои живеат во 3-4 куќи една до друга. Тие веројатно не се свесни колку е ова сериозно и не внимаваа многу. Буквално одеа од една куќа во друга. Факт е дека кога владата ги затвори џамиите, некои луѓе ги канеа луѓето во своите куќи за петочните молитви. Етничките малцинства исто така може да бидат концентрирани во одредени занимања со висок ризик на изложеност на COVID, како на пример во медицинската област. For example, 13% of the UK population. Например, 13% од популацијата во Велика Британија се црнци, азијати или припадници на етнички групи, заедница позната по кратенката БАМЕ. Но тоа се повеќе од 44% од лекарите на Националната здравствена служба. Сепак, идентификувавме дека луѓето со пакистанско, бангладешко потекло се поизложени и кај нив има потешки последици отколку кај кинезите и индиците. Тоа укажува дека генетиката веројатно не ја прави најголемата разлика. Најголемата разлика е во структурниот расизам. Сугестијата доаѓа во чувствително време. Среде протестите на движењето Црните животи се важни во САД, Велика Британија и низ целиот свет. Научниците велат дека е потребно уште многу да се истражува и рано е да се истакне што е причината. Сите сојузни држави ни САД се во различна фаза од отворањето. Во најголем дел од нив веќе работат трговските центри и бутиците. Сега продавниците за облека се соочуваат со сериозен предизвик. Како да ја продадат робата која што со месеци стоеше на нивните полици. Пролета 2020 се покажа катастрофална за стотици модни продавници, бидејќи продажбата опадна за 90%, пренесува Reuters, и продажбата преку интернет не може да го надомести изгубениот приход, велат експертите. Но некои мали продавници наоѓаат креативни начини да го одржат бизнисот. Поразлични сме од другите модни продавници. За разлика од големите синџери, го задржуваме инвентарот многу подолго бидејќи е специјален и ексклузивен. Ние функционираме надвор од концептот на она што се смета за мода. Продаваме облека која сте можеле да ја носите и пред 10 или 20 години. Се уште не е јасно кога продавниците за облека ќе проработат на ниво како пред пандемијата. Во државите кои постепено ги олеснуваат мерките, продавниците секој ден се отвораат со намален капацитет и задолжителни проверки на температурата. Во многу од нив гардеробите се и натаму затворени. Ова е нервозен оптимизам. Отвараме за промет пред продавницата, но возбудени сме заради напредокот. Експертите велат дека кога повеќето модни малопродажни продавници ќе отворат со големи распродажби, овој пат не само преку интернет, туку и во продавница. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Поздрав од Вашингтон. Чувајте се и бидете добро.